Вести на Канал 8, добро дојдовте. Основните и средните училишта на територијата на општина Кочани со свеченост ги пречекаа новите ученици. Повозрасните ученици за правачињата подготвија приредби. Со свечен пречек во основните училишта почна учебната 2024-2025 година за 268 правачења во Кочани, кои се распоредени во 5 основни училишта, додека средното образование годинава го стартуваат 285 нови средношколци во двете средни училишта во Кочани. Од мое лично име и од името на сите наставници и работени во нашето училиште, ви сакам да ви посакам топло добре дојде на сите ученици од 2 до 9 одделение и на правачињата кои за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Ова е првиот училишен ден за новата учебна година, која искрено се надевам дека ќе биде исполнета со многу успеси и многу среќни моменти за секој од вас. Од тука почнуваат најубавите спомени. Одовде спомените ќе ги носете целиот ваш живот. Првите училишни успешни резултати кои што ќе ги постигнете на ниво на училиште, кога ќе ги однесете дома на вашите родители, со тоа ќе ги направите уште погорди и уште посреќни. Овој ден е посебен и за вас, почитувани родители. Особено се радувам што нашето училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари има добри услови, прекрасен, наставен, професионален образован кадар, кој што навистина макотрпно работи со своите ученици, а секако овде имаме поддршката од градоначалникот и локалната самоуправа. Верувам дека ќе имаме многу убава и успешна училишна година, дека ќе научат нашите ученици нови вештини и дека квалитетот на образовниот процес ќе биде и оваа година на високо ниво. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов им посака успешна учебна година на сите ученици. Денешниот амбиент зборува дека сме на прагот на почетокот на новата учебна година, дека сме соочени со една возбуда и ова што го приредуват вашите поголеми другарчиња зборува дека сте добре дојдени и ќе ви бидат добра поддршка. Во почетокот, особено во почетокот на вашето школување, а натаму и во текот на повисоките одделенија. Ги повикуваме и родителите да бидат добра поддршка за своите дечиња, да ги направат првите чекори во своето образование и да постигнуваат многу успех. На училиштето Крсте Петков Мисирков, заради тоа што во наредната година имаме поголем број на правачиња, му посакувам добра организација, успех во работата, поддршка на наставниот кадар, соработка и со местното население, да си го задржиме училиштето на високо ниво. Уште еднаш честитки, многу успех во вашето школување и среќен почеток. Учебната 2024-2025 година ќе заврши на 10 јули следната година, со исклучок на матурантите кои тие треба да ја завршат порано. Намалување на учениците за 21% во основните и 34% во средните училишта за една деценија во 4 општини од регионот. Такви се податоците од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации од Скопје. Драстично опаѓање на бројот на учениците во основните и средните училишта во 4 општини од регионот е регистрирано во изминатата деценија. Односно, недостасуваат 1/5 од основците и 1/3 од средношколците. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации од Скопје, за 10 години во Кочани бројот на ученици во основните училишта се намалил за 16%, односно од 2987 во учебната 2014-2015, минатата учебна година имало 2510 основци. Опаѓањето во средните училишта е двојно поголемо и изнесува 34%, односно од 1582 средношколци пред 10 години, лани имало 1042. Сличен тренд е регистриран и во општина Виница. Таму во основните училишта за една деценија недостасуваат скоро 20% од учениците. Пред 10 години имало 1410 основци,
а минатата учебна година основно образование посетувале 1133, односно близу 20% помалку. Во средното училиште во Виница пак намалувањето е на исто ниво како во Кочани, 34%, односно од 590 на 390 средношколци минатата година. Најголем пат на бројот на ученици во основното образование има во општина Зрновци. Намалувањето е 26%, односно од 200 ученика пред 10 години, лани имало 148 основци. И во Чешиново Облешево има сериозен пат на учениците, од 465 на 364, што е за 22% помалку. Во однос на наставниот кадар пак, во основните и средните училишта забележливо е дека намалувањето не е со истата динамика според бројот на учениците. Во основното образование во општина Кочани пред една деценија имало 256 наставници, а лани 239, додека во средните училишта од 146 професори минатата година на работа останале 121. Во Виница бројот на наставници исто така опаднал од 179 на 149, а на професорите од 61 на 53. Во Чешиново Обрешево намалувањето на бројот на наставници изнесува од 95 на 88, а само во Зрновци имало зголемување од 32 на 34. На државно ниво за 10 години бројот на ученици во основните и во средните училишта е намален за 27.000, односно за вкупно 10%. Податоците во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации од Скопје се добиени од Државниот завод за статистика. Волонтерите од Доброволното противпожарно друштво на Кочани добија ново интервентно возило наменето за гасење шумски пожари. Станува збор за марката МАН, која е донација од компанијата Антура по повод 10-годишниот јубилеј од постоењето. Доброволното противпожарно друштво од Кочани го прошири возниот парк со уште едно возило, специјализирано за гасење шумски пожари. Се работи за камион од Белгија, што го донираше општествено одговорната компанија Антура од Кочани, а вредноста на возилото е 25.000 евра. После поминати повеќе од 5000 километри низ 6 држави во 6 денови патување, еве сме дома во нашиот дом со едно ново противпожарно возило. Најпрво сакам да се заблагодарам на моите колеги кои заедно со мене овие 6 денови ги изминавме овие километри се со цел да пристигнеме дома со едно ново противпожарно возило, а исто така да се заблагодарам и на колегите кои овде ни приредија свечен пречек кој веќе е традиционален за секое ново противпожарно возило кое го обезбедува Доброволното противпожарно друштво. Но сето ова немаше да биде ништо од ова доколку не беше компанијата Антура со нивниот менаџерски тим кој, морам да кажам, за многу брз рок од недела дена од нашиот првичен состанок успеа да го обезбедат ова возило, да го организираат целиот транспорт и да ги подмират исто така и трошоците за транспорт за ова возило кое доаѓа од Белгија. Сакам да заблагодарам на општина Кочани која ни отстапи едно возило службено со кое заминавме на пат за Белгија и успеавме заеднички, значи поделени во два тима да пристигнеме денес во Кочани. Во однос на возилото станува збор за противпожарно возило специјализирано за шумски пожари. Теренет со погон на сите 4 тркала, носивост на вода од 4 тона, може да превезува 4 пожарникари кои двајца во внатрешноста на камионот и двајца надвор во посебна одделена кабина кои исто така можат во даден момент да делуваат на пожарот. Од компанијата Антура истакнаа дека возилото марка МАН е донација по повод успешниот 10-годишен јубилеј од постоењето. Среќни сме што овој настан се поклопува со одбележувањето на 10 годишнината од постоењето на нашата фирма во Кочани. Се надеваме дека дадовме голем придонес на Доброволното противпожарно друштво од Кочани, за да можат полесно да се справуваат со елементарните непогоди, на кои што и самите сме сведоци во овој период. Да им посакаме успешна кариера и што помалку работа. Во моментот Доброволното противпожарно друштво од Кочани располага со 5 возила. Доброволното противпожарно друштво во моментот располага со
5 возила, од кои претходните 3 комбе, навален камион, пратечки камион цистерна и веќе од поново време и нашето АТВ. И сега ова е најново возило во друштвото, се вкупно 5. Друштвото моментално работи на повеќе фронтови, така да речем. Значи, се работи на доопремување на АТВ возилото, кој ќе биде надоградено со резервар за вода и пумпа за вода и ќе биде ставено исто така за гасење на шумски пожари. Еве и сега и на ново возило ќе мора да преправиме неколку компоненти, затоа што е направено за белгиски стандарди, мора да го приспособиме за нашите стандарди. По повод пристигнувањето на петото возило, во неделата вечерта беше организирана пригодна свеченост во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани. Од доброволното противпожарно друштво најавија дека на 14 септември ќе го прослават третиот роден ден, при што ќе организираат меѓународен надпревар со противпожарни игри. Во саботата се одржа средба со роднокрајните автори од Виница, чиј организатор беше библиотеката Ванчо Праке. Настанот беше дел од празничната програма по повод 80 годишнината од ослободувањето. Општинската библиотека Ванчо Прке од Виница во саботата организираше средба со роднокрајните автори, кои во изминатите децении дале придонес во развојот на литературното творештво и оставиле запис за временскиот период во кој твореле. Во рамки на средбата, на 22 автори од неколку возрастни генерации кои создавале дела во различен литературен жанр, им беа доделени признанија. За 4 од нив, кои беа истакнати постхумно, признанијата ги примија членови на нивните семејства. Настанот беше дел од општинската програма, со која Виница одбележува 80 години од ослободувањето. Денеска чествуваме 80 години слободна Виница. Значаен датум за нас, за сите нас, за Виница, и не случајно одбравме ние како институција, како јавна општинска установа библиотека Ванчо Прке, да чествуваме со значени автори винички. Тоа е нашиот избор, правилен избор, луѓе кои оставаат печат и белег на едно време и место, а ние како институција, како библиотека Ванчо Прке сме должни да ги зачуваме нивните споменици од временски заборав. Средбата со роднокрајните автори што организираше библиотеката од Виница беше поддржана од компанијата Мак Прогрес, како и од локалниот бизнис сектор. Присуствуваа и гости од соседна Бугарија. Настанот беше збогатен со музичка програма, во чии рамки беа изведени староградски песни од виничката и македонската фолклорна ризница. По повод 80 години од ослободувањето на општина Виница, изминатата недела се одржа богата културно-уметничка програма. Централниот настан се реализираше во петокот, а свој настап имаше естрадниот уметник Владко Лозановски. По повод 80 години од ослободувањето на Виница, изминатава недела се реализираше 5-дневна културно-уметничка програма. Централниот настан со музички хепенинг се одржа во петокот вечерта на плоштадот Ангел Винички, каде присуствуваа поголем број на граѓани од општината и пошироко. Градоначалникот Миле Петков рече дека настаните од програмата, што ја подготви локалната самоуправа, се одржуваат на различни локации. По повод големиот јубилеј 80 години од ослободувањето на градот Виница, одржуваме 5-дневна богата програма. Започнавме на големиот православен празник, Голема Богородица, 28 август, со настани во село Блатец, каде што на тој ден е ослободено ова село. Продолживме во село Јакимово на големиот празник Свети Јоаким Осоговски, каде што исто така имаше богата програма. Еве денес се одржува централниот настан на плоштадот Ангел Винички во Виница, каде што имаме богата програма, која што започна од 19 часот со настапот на брендот на Истибања и Виница, фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Потоа продолжи со музика за најмладите, еве имавме настап на рок група, еве сега очекуваме во секој момент да започне централниот настан, тоа е настапот на нашата голема македонска звезда Владко Лозановски. Ова е голем настан за Виница и имаме богата програма во овие 5 дена. На задоволство на сите генерации.
Виница во Втората светска војна учествувала со 950 борци, од кои 104 се жртви. Четвртата македонска бригада на 30 август 1944 година во раните утрински часови се спуштила од Плачковица и извршила напад за ослободување, а бугарските полицајци побегнале во Кочани. Бригадата дошла во центарот на Виница, каде што била пречекана од многобројниот народ, кој цел ден ја славел слободата со музика, песна и ора. Еден од државните символи, македонското знаме, искинато виси на големиот јарбол кај спомендомот Асно. Состојбата е таква веќе 2 месеци, а забележлива е токму пред одбележувањето на 7 и 8 септември. Официјалното македонско знаме, еден од трите символи на државата, во Кочани црвенееше од срам поради негрижата и запуштеноста. На големиот јарбол, што доминира на ридот во непосредна близина на спомен домот Асном, знамето повеќе од 2 месеца стоеше искинато и виснато. На силниот ветар едва му оддолеваше, оти останало закачено само на едниот агол. По текстот што викендов Канал 8 телевизија го објави на својот веб портал, од општина Кочани денеска информираа дека по реакции на граѓаните и брзата интервенција на градоначалникот до службата за општи и заеднички работи на владата, знамето било заменето со ново. Меѓутоа, од општината нема одговор на реакциите и коментарите од граѓаните за металниот јарбол и околината во која тој се наоѓа, кои исто така се во лоша состојба. Електричната инсталација на јарболот за осветлување на знамето е искината и оштетена, а искршени се и осигурувачите за 4 рефлектори. Тревата наоколу не е искосена никогаш, а доминираат купишта ѓубре, расфрлано од контейнерите во близина. На неколку дена пред одбележувањето на 7 септември, 80 годишнината од ослободувањето на градот и на 8 септември, 33 годишнината од независноста на Македонија, недостојно е околината во која се наоѓа националниот символ да биде заборавена и препуштена на временските неприлики, а уште повеќе на немарноста на надлежните. 20 возачи од земјава и странство викендов учествуваа на трката во автомобилизам Пониква 2024. Но делувањето на наградите се реализираше во Сдруженијето на возачите во Кочани. На патниот правец кон Пониква на Осоговските планини, во неделата се одржа меѓународната автомобилистичка рели трка, што се бодува за шампионатот на Централно-европската зона на Светската автомобилистичка федерација, како и за домашниот шампионат за ридско-бразински надпревари. Организатор на трката беше Автомобилистичката федерација на Македонија, со техничка поддршка од автоклубот Перформанс од Скопје и Сдруженијето на возачите од Кочани. 20-тината пријавени учесници возеа на патека долга 5,3 километри, а стартот беше од надградската депонија до рамнината на регионалниот пат кон Пониква пред шумската куќа. Најдобар во првата трка беше Гентинијан Шакири во категоријата прототип формула со остварено време од 3 минути и 26 секунди, додека во втората прв до целта пристигна Бојан Петрушевски од тимот автоклубот Перформанс со своето возило Сеат Ибица класа E1 2000 кубни сантиметри, која измина патеката за 3 минути и 30 секунди. Надпреварот со тренизите и техничкиот преглед вчера помина многу убаво. Имавме еден застој поради излетување на едно возило. Денеска надпреварот исто така имавме вкупно пријави за 20 учесници, меѓутоа 16 ја завршија надпреварот. Имавме учесници од повеќе држави, од Србија, од Косово, од Хрватска. Се у сему надпреваров е во добра организација и добро гостопримство од градот Кочани. Па може и оваа година да биде уште еден надпревар, меѓутоа ние и понатака ќе гледаме, пошто ова трка од Централно-европската зона и се бодува за ФИА Централно-европска зона веќе неколку години. Јас барем сметам дека и до година ќе влезе во календар еден од надпреварите на Пониква за Централно-европска зона, за народен надпревар. Оваа година, пошто имавме голем застој во
време траењето на пријавување на надпревариве. Некои од надпреварувачите го откажаа надпреварот затоа што возилата не им се спремни, немаат набавено гуми и таква и затоа е таков бројот на надпреварувачи помал. Првата трка од Пониква 2024 почна во 10 часот, а час подоцна се реализираше и вториот дел од ридско-бразинскиот надпревар. Подршка за Автроели трката за овогодинешното издание даде и Министерството за спорт. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.